Розарија Ландор е еден од 22 наблюдувачи на ајкули, кои работат на некои од најпопуларните плажи во Кейптаун, како што се Мјузенберг и Фишхук. Други 14 наблюдувачи работат на северот, во заливот Плетенберг, каде што програмата почна по 2 фатални напади на ајкула во 2022 година. Последните смртни случаи поврзани со ајкула забележани во Јужна Африка. Се наблюдува од колиби лоцирани на планината. Кога ќе видам ајкула, алармирам преку мал мобилен телефон. Тогаш се вклучува сирена на плажата. Па наблюдувачот лоциран на плажата го информирам каде е ајкулата. Потоа тој поставува соодветно знаме. Боите на знамињата имаат различни значења. Зеленото знаме значи дека условите за наблюдување се добри. Црното значи дека условите за наблюдување се лоши. Но ајкули не се забележани. Црвеното значи дека ајкули се забележани, но далеку од пливачите и не представуваат опасност за плажата, но водите не се безбедни. Белото со црн знак на ајкула значи дека има ајкула во близина на плажата и капачите треба да излезат од водата. Според веб страницата Shark Spotters, имало само 28 напади на ајкули долж полуостровот Кейптаун од 1960 година. 7 од нив биле фатални, но во последните 10 години нема пријавени напади на плажите на Кейптаун. Од 2004 година забележавме повеќе од 2500 бели ајкули. Во тоа време ги чувавме луѓето подалеку од ајкулите. Тоа представува одреден број на одвоени инциденти. Покрај системот за рано предупредување, ако дозволуваат временските услови, наблюдувачите на ајкули може да распоредат еколошки мрежи за да ги одвојат пливачите од ајкулите и ајкулите од плажата Фишхук. Групата е вклучена и во едукација на јавноста за ајкулите и нивната улога во создавањето еколошка рамнотежа. Очигледно, ако ги отстраните предаторите, тогаш имате поголем плен. Но наблюдувачите на ајкули не може да бидат насекаде. Научничката во Wild Trust, Дженифер Олберс, вели дека забележувањето ајкули нема да функционира во Квазулу Натал, поради високото енергетско крајбреже и недостатокот на високи гледни точки. Таа вели дека камерите може да бидат опција во области слична како оваа. Тарик Хасеим е спасувач кој преживеал средба со голема бела ајкула. Тој вели дека се потпира на наблюдувачите за да го заштитат и него и пливачите. Кога работев како спасувач, соработувавме со наблюдувачите на ајкули со кои секое утро комунициравме преку радиоврска. Тоа ни помага. Знаевме каде не можеме да видиме. Многу е подобро да се знае каде се ајкулите. Хасиен вели дека се надева дека Организацијата за наблюдување на ајкули Shark Spotters, која годинава ќе прослави 20 години постоење, ќе продолжи со својата добра работа и ќе помогне да се осигура дека единственото место каде што одблиску ќе гледаат луѓето ајкула е во аквариумите.